Добре дојде во студио за моите гости Уранија Пировска и Мерсиха Смаилович. Испринтав имам еден дел од Википедија за токму за вас, Смаилович, но прво да се разбере, го правиме оваа дебата ја правиме со прашање, ако воопшто треба да се слави 8 март, денот на жената, тогаш треба да се слави со жени како вас, Мерсиха Смаилович и Уранија Пировска, кои ја одбележуваат историјата на оваа земја, особено во борбата со активизмот. И сега имате ли објаснување зошто Македонија е тивка, незабележителна просто во оваа борба која станува збор за феминизмот, односно за борбата за правата на жените? Да почнеме од правата на жените. Па мислам дека ние се уште се соочуваме со машката доминација во Македонија. Тргнете од фактот дека кога станува збор за жени, еве да речеме во нашата позиција, јас сепак би сакала да нагласам и пред јавноста дека сепак ние се наоѓаме во некоја удобна позиција кога зборуваме за можноста да ја искусиме слободата и јасно да ја изразиме мислата. И јас затоа никогаш не осудувам за начинот на кој што другите жени кои што не се наоѓаат во нашата позиција си го толкуваат овој ден. И покрај тоа што да се разбереме дека мнозинството на жени не знаат зошто се прославува овој ден и кои биле Роза Луксембург и Клара Цеткин. Меѓутоа, целиот, да речам, контекст, начинот на кој што се восприема жената, навредите кон жените кои што се активни во политиката, на улица, на граничните премини, од секаков аспект за жените кои што се борат за правата на жената и сите други права, наидуваат на навреди со сексуална конотација. И од тука јас го извлекувам заклучокот дека се уште таа се восприема како еден, да речам, една машина за репродукција, која што во наша позиција се дрзнала да ја премине таа граница, која што на некој начин е воспоставена нормално од мачоистичката филозофија на нашето општество. Според тоа, мислам дека токму таа граница, тие рамки воспоставени од, особено ако зборуваме веќе за комуникациите, информациите, протокот на информации од медиумите блиски до режимот, го наметнуваат и таквиот начин на восприемање на борбата за женските права. Во принцип сметам дека овој ден треба да се посветува за потсетување на она што уште не сме достигнале во борбата за женските права. Што уште треба да направиме за сите жени да можат јасно, гласно да кажат што ги мачи, со што се соочуваат во својата средина, на каква стигма наидуваат, на какво насилство наидуваат. Да не заборавиме, Република Македонија во 2015 година имаше 5 фемициди. Значи, жени умра од раката на свој сегашен или понарешен партнер, токму поради игнорантскиот став на институциите кои што можеле да го спречат тоа. И на целото општество. Да, ајде, господја Смаилович, имате ли вие објаснување зашто во Македонија нема силно, односно е толку слабо феминистичкото движење? Има една традиционална македонска песна која е многу препеана, Жена балканска, каде што вели во еден стих ги скрши ставила своја крила да би другом слуга била. Значи, тоа е перцепцијата за една балканска жена и во Македонија каде што тој балканизам е доста развиен се уште, каде што за жената се очекува да ги минимизира сите своји потреби, права, желби, идеи пред да стапи во брак или да живее со својот партнер, така да се очекува од неа да како камелеон, да ја смени состојбата, да смени своите мисли, идеи и да стане тоа што друштвото тоа го сака од неа. Добро, јас се пречам за прогресивниот дел од женската популација. Па најинтересно е кога зборуваме за тие треба да ги покренат тие пранови. Да, друштвото кој што ние се уклинато кој што јас движа, можам да видам дека секогаш тие права се смејувани, негирани, најчесто и од жените, кои што очекуваш поддршка и гласот го очекуваш од нив, заедно се здружиме за некое подобро. Чувствуваш најмногу и незгодни коментари, негативни коментари, токму тоа од женската популација, дали станува збор за женска завидност или не знам што, но сепак тоа е публика која ќе се здружат повеќе гласови, но Македонија за жал се наоѓа како и се
во сите тие слободи и права, секогаш се надомрли, како што кажа Уранија, 5 жртви на насилството и голем број на жени што трпат семејно насилство. Оваа година ви бевме прилика да што повеќе жени проговорат за семејно насилство, ама сепак беше поразително да видите дека тие зборат со замаглени лица. Значи таа сепак и се плаши да излезе и да каже дека таа е жртва на некое насилство, се срами можеби заради својата како дозволува да биде во почината улога, но се срами и од општеството кој што ќе ја осуди. Но можеби од одмазда и од идно насилство. Да, веќе го напуштила сопругот, се наоѓа во некоја безбедносна куќа, се наоѓа кај нејзиното семејство или слично, но сепак таа не смее да излезе да говори јавно, да повикува, да зборува во собрание или било каде на измени на законот, на построги мерки, на било што, затоа што токму тоа ќе се бори, ќе се соочи со некоја осуда. И за жал како што доаѓа 2016 година, повторно се соочуваме со исти проблеми и не гледам дека 2016 ќе ја завршиме со некоја ура и ќе можеме да го славиме 8 март дека нешто сме постигнали, туку напротив ќе се соочуваме со вакви незгодни статистики. За мене тоа е 8 март. Срамни статистики. Да седнеме и да размислуваме што ние моментално доживуваме и преживуваме како жени. Дали треба да идеме да славиме со ружи, рози или карамфили, да осудат карамфилите нашата неактивно смрт и тивкост, или значи треба да седнеме да размислуваме да некои озбилни статистики, да се прават озбилни трибини, предавања, да се детектираат проблемите и да се охрабрат жените да зборат со што тие се соочуваат, како што било пред минатиот век, така и 21 век малта не сме. Да. Добро, ајде оваа година, особено оваа година и предходната, активизмот остави траг со жените бегалци, односно очајната судбина на бегалците и сега можеме да говориме и за жените бегалци. Имате вие некои статистики како Хелсиншки комитет? Да, па имено и Хелсиншки и Легис се присутни на терен секојдневно на двата гранични премини. Баш пред да додам во емисија, разгледувајќи ги статистиките, буквално бев запрепастена од високата бројка на жени, имено околу 1 милион жени ги пришле нашата граница од почетокот на кризата, тоа се неофицијални податоци, односно 500.000 регистрирани, тоа е од јуни минатата година. При тоа ние се соочувавме со ситуации на жени кои што патуваа непридружувани, како и малолетнички кои што патуваа непридружувани. Токму една од целите поради кои што сакавме да имаме луѓе на терен е токму и за тие ранливи групи, бидејќи тие се соочуваат со големи предизвици, многу често се случува да бидат злоупотребени од машката популација, при тоа не сакајки да си го на некој начин попречат патувањето и побрзо да стигнат до саканата дестинација, тие ги кријат фактите околу тоа што им се случува за време на патувањето. Тие сакаат што е можно побрзо да избегаат, да зграпчат слободата и не ни размислуваат за тоа дека биле жртва и дека додека да стигнат до крајната дестинација веројатно ќе бидат повторно жртви на насилство, на злоупотреби и така натаму. До нас стигнуваа многу информации за малолетнички и за деца кои што биле злоупотребувани, но за жал поради целиот систем на несоодветна регистрација, поради неможноста да седнеме со нив, да разговараме, поради нивното брзање да си заминат, ние дури не можеме да им дадеме соодветен совет, да им кажеме од што може треба да се плашат и од што треба да се чуваат за време на нивното патување. Добро е што многу организации се присутни на терен и што има и УНИЦЕФ има ставено посебна куќарка, да речем, и за жени и за деца. Некои од жените не сакаат да зборуваат во присуство на мажите. Затоа ние имаме и социјални работници, жени, кои што се таму токму на тие жени да им помогнат, да ги слушнат нивните приказни. Мерсика само ќе ме надополни, ние бевме сведоци на жени кои што само што се породиле, со дете старо од 2 дена, го продолжуваат својот пат, не сакаат да добијат лекарска помош. Нивната храброст, јас не можам никако да ја опишам, бидејќи тоа не е нешто што ние на некого можеме да му го доловиме, особено на жените од нашето обкружување. Да. Добро. Ајде, господин. Да, интересно како изгледа таа агонија на жените бегалци? Кога сте на терен, само размислувате за нивната агонија и трчате тука, итате да им помогнете, колку се тие брзи, толку да се трудиме ние да бидеме брзи, да им возможиме колку можеме, што кажу Уранија, некој похумано да
да ги пречекаме, понекогаш ми е смешно кога знаеме што поминале, а вие им се смеете, им давате еден круасан и се очекувате да биде таа среќна и задоволна, но она што после на крајот од денот го сумирате е храброста која тие жени ја имаат. Значи храброста со 4 деца се качите во гумен брод, гумен чамец, несигурна иднина, не знаете каде идете, како идете, значи таа нивна желба, таа нивна страст, таа нивна очај, можам да го наречам, мислам малте со очај се граничи, да стигнат до побезбедно место за себе и за своите деца, навистина се восхитувате на таква една мајка која што е спремна да го жртвува својот живот само за да им обезбеди на своите деца еден стабилен живот. Значи пред се, значи ги доживуваш како некои жени кои што навистина предначат во нашето 21 век, бидејќи што вели ние седиме тука од една угодна позиција, изборуваме за жените, но да се на нивно место моментално е навистина страшно. Но многу често тие патуваат сами. Значи мажите стигнале претходно до крајното одредиште или ако имаат сопруг, а жената потоа кога може да ќе се смести или смета дека е добра, доаѓа жената со своите деца. Многу често патуваат, значи одвоена или понекогаш нас не беше интересно да ги прашуваме со кого патуваш, додека не добивме 3 пати одговор дека мажот е починат и таа патува сама. Тоа веќе беше и болно искуство за нив да зборат за тоа што го преживеале, и силување и малтретирање во своите родни земји. Значи имав прилика да запознам бегалки кои што ја предначале во револуцијата, што протестите во Сирија во 2010 кои што се 2011 кои што се случиле, кои што биле во затвор заради тоа што го кренале својот глас, што се бунеле за својата иднина и сега тие веќе се стигнати нормално во Германија, тоа беше уште во август месец. И значи тоа се ни такви тешки судбини на кои што колку на нив им треба човек да разговара, толку вие сваќате дека не можете веќе да издржите со сите тие приказни што ги имате во глава, не можете да се носите со сета таа агонија и мислам дека допрва ќе се создадат експерти и не знам некои за таа бегалска криза, бидејќи мислам дека ова е нешто прв со кој што се соочуваме и ние како жени, како активисти, како организации, мислам дека се уште не можеме, не сме свесни што го снашло светот во 21 век. Да. Ајде околу една табу тема сега, Мерсика, да ве замолам да говориме за носењето марами, еве за тоа и ја споменав Википедија, тука пишува дека сте единствената студентка која носела марама на правниот факултет и потоа покренуваат иницијатива против забрана за сликање на жените со марама, со лични документи. И го добивате всушност овој случај. Да. Зошто е важно вам, еве за вас да говориме, зошто ви е важно вам да носите марама? Да. Ова интересно спомнам во Википедија, тоа беше лани акцијата на Прво па женско, каде што смета дека нема доволно жени од Македонија кои што се застапени на таа социјална мрежа и поддршка и стварно навистина беше интересна акција и тие понатаму продолжуваат да бидат активни. Да, тоа што беше интересно дека јас на студиите на правниот факултет бев со марама и немав никакви нормално проблеми, бидејќи сепак тоа е институција каде што законот се пишува и професори кои што најдобро го знаат законот и никакви опструкции, сега дека не додовме во МВР каде што требаше да сликам, ја изгуби возачката и требаше да ја обновам. Возачката претходно ми беше без марама. Да, ми беше кажано дека има правилник кој што тоа го забранува. Набргу во брзи консултации со професорот Фрчковски и професорот Поповски, свативме дека тоа е противуставна. Правилникот е противуставен и дека треба да се покрене на иницијатива и како се во Македонија идете преку медиумите, затоа што ако идете преку административните лавиринти, судови и така, ќе заглавите во некоја фиока. Така да медиумски доста беше крената фама, како со негативни коментари, така да и со позитивни, но холивудското правило секоја реклама е добродојдена, така да и негативните коментари не идеа во прилог, бидејќи се создаде некаков притисок врз надлежните да се смени таа одредба. Значи пред се, како што кажав, на студиите на правен факултет, себе си се зајакнав како човек кој што цврсто верува и ги застапува своите лични слободи и права и никогаш нема да дозволам никој да ми ги прегази, посебно држава, институција, зашто ви е важно? Да, зашто ви е важно да носите марама? Значи правото на марама е мое религиско право. Јас сум муслиман кој што се практикува својата религија, сум, значи по наши терминологии сметаме можеби и побожна и сметам дека ова моја личен начин на облекување е облекувањето кое што самата сум го одбрала, значи од семејството немав никакви пречки кон тоа, нормално поддршка, иако мојата мајка не носи марама. Сепак, значи, ова е религиска право. Не е ли симнувањето на марама, и двете ќе ве прашам, ослободување на жената од некакви пранги?
Значи да бидете скриени со таа марама, да не ве гледа на дворешниот свет, може би да биде им биде досади веќе на телевизија. Не, напротив, значи во религијата нема присила. Значи тоа е многу битно правило во ислама. За жал ние гледаме луѓе кои што погрешно го практикуваат исламот и кои што го сметаат марамата шалот и марамата мантил марама или кај нас такви изрази се користат, каде што ги гледаме жените кои што свака се обликуваат, кои седат дома, немаат право да се едуцираат, школуваат и се. Значи тоа е само злоупотреба на религијата со цел да жената се потикне. Исто така јас сум доста активна и во муслиманските кругови, често пати одржувам предавања во џамиите, каде што напротив им кажувам на жените дека нивното место е всушност надвор, дека тие треба да се еманципираат. Еманципирањето не значи да идете во фабрика и да монтирате гуми, еманципирањето значи да идете да студирате, да го земете целото знаење, па на крајот на криштата ако не сте доволно, немате финансии или немате желба за студирање, имате желба да си развиете некоја своја кариера. Па дури и да седите дома, да чувате деца, да знаете дека тоа е ваш собствен избор. Вие сте си го избрали да бидете среќни и задоволни. Битно што за жените да знаат дека имаат право да изберат. Тоа им е дадено право од Бога. Без разлика дали има стереотипи во друштвото дека муслиманката вака се облекува или таткото ја кажува како да се облекува или мажот ја кажува како да се облекува, каде да седи. Напротив, исламот е тој кој што ја дава на жената права да самата одлучува, да самата бира и ја слави нејзината, го слави нивниот феминизам и женственост со тоа што се разликуваат и се облекуваат различно од тоа што се облекуваат или однесуваат мажите и ви дава една соодветна улога. И тоа што јас, значи во џамиите кога имам прилика да зборам, нормално користејќи литературата и изворот од Светиот Куран, значи јас со тие цитати од таму и со праксата на луѓето кои што биле пред нас, им кажувам на жените дека имаат право, имаат многу поголеми право отколку тоа што нивната традиција. Значи ние сме големи борци против традицијата, против културолошките стеги кои што има во нашето друштво. Така да можеме да видите, јас сум дел од бошњачката заедница кој што има многу различни културолошки однесувања за разлика од албанската, турската или некоја друга група која спаѓаат на муслиманите. Така да марамата е право на избор и секој активист за човекови права ќе ви каже ако е тоа твој избор и самата се одлучила да го носиш, ура, те поддржувам, но ако ти е наметнато, значи избори се против било какво наметнување, избори се против тоа наметнување, завземи свој став и кажи не на сите тие културолошки стеги. Токму тука сакав и јас да се вмешам дека примерот со Мерсиха можеби не е оној пример кога зборуваме за пранги, односно за културните, религиските обележја како пранги. Добро, марамата е символ на тие пранги. И така се толкува, точно. Меѓутоа во случајот на Мерсиха и тоа би требало да биде така, нели, за сите жени, станува збор за личен избор. Се што е наметнато, тогаш не мора да биде ни марама, може да биде начин на однесување, едноставно почитување на одредени закони. Ако жената не се согласува одвнатре со тоа што и се наметнува, тогаш треба да се бори против тоа. Затоа велам дека јас бидејќи ја знам, да речам на некој начин биографијата на Мерсиха, јас знам дека тоа е нејзин личен избор. Се додека станува збор за личен избор, тогаш тоа е толкување, свое толкување на нештата и тогаш апсолутно не можем да го оценам како нешто што е представува стега, но факт е дека кај нас има и жени кои што се принудени да носат марама, не го сваќаат тоа на начинот на кој што сега ова го толкуваше Мерсиха, значи едноставно филозофија на живење, филозофија на разбирање на работите, па и на толкување на религијата. Кај нас многу почесто се пласираат теориите од типот дека религијата е таа која што присилува, религијата е таа која што наметнува. Сега слушнавме едно поинакво гледиште на работите и можеби е потребно за тие работи многу поотворено да се зборува, бидејќи мислам дека навистина кај нас од разни причини, нели, бидејќи нели кај нас феноменолошки сакаат да се постават некои работи на местото кое што не им припаѓа за да се развие одредена и фобија кон различниот, можеби се туркаат таквите приказни, можеби е добро да се разговара за религијата која што дава избор, а не наметнува правило. Добро, околу прангите за кои говориме, не смееме да ги заборавиме. Ако говориме за еве, да кажеме, муслиманската жена, иако јас не ги делам луѓето по религија или по националност, но прангите, еве, да кажеме, на македонската жена се
пранги, синџири врзани до креветот со сопругот, да живеат Точно. во ужасен брак или Да. пранги со шпоретот можеби, со децата и да не ја гледаат сушност вистинскиот пат за слободата. И заробениот ум, сега, Да, кој што се едноставно е принуден да размислува онака како што средината го бара тоа. Не верувам дека било какво религиско обележје или културно обележје може да представува пранга ако ви е отворен умот. Ако ја имате слободата да го изнесувате тоа што сметате дека треба да се изнесе, ако ја зборувате вистината и тоа што го чувствувате. Македонската жена, например, нема, нели, такви, да речем, религиски обележја, кои што треба да ги носи за да покаже дека е припадник на одредена религија, но тоа не значи, како што рековте, дека не живеат во некоја си друга заробеност. Заробеност, да. Добре, јас ви благодарам што бевте гости. Благодарам вас.